следната страница, кој што го подпишал во извеште, вие не сте тука, да не одговори, меѓутоа се надам дека некој да се го пренесе. Имам забелешки, на кои што сакам да се осврнем. Првата е зголемување на бројот на сообраќајни прекривни незгоди е зголемен во однос на јадниот извештај за 40%. Значи тоа е страшна работа. Бројот на сообраќајни незгоди 40% за 6 месеци е зголемен. На што се дължи, баш сакам да го прашам командирот, дали ова јавно-приватно партнерство кое што има подпишано општина Битола со фирмата Стентон Градба, кое што на почетокот на оваа седмица беше предмет на дискусија, има дел за овој процент да биде вака како што е, затоа што концесионерот на паркинците секаде кај што имаше празен простор, празни соедини се поставија да се паркираат возила, на граѓаните им е отежнато движењето, значи дали пешаци биле, дали дечиња биле, дали со велосипеди, било што. И токму заради тоа јас мислам, таа е моја предпоставка, ако беше коментиран подобно да го кажа, дека делот овој процент е и на тоа недобро испланиран проект на општината кој што му го даде концесионерот. Една да забелешка втора работа, во овој дел овде ќе потенцираме, значи никаде не станува збор за оние луѓе трпи кои се случуваат на зградот, за оние моторчи кои што прават бука и неред низ градот, кои што се потенцијална опасност некој пешак или пете некој види човек со патнички абсолютно ќе налета на не Боже. Случуваат тие да не се случат такви работи. За тоа нема никаков извештај или на полициската станица не презема никакви мерки према нив, или презема мерки, а не ги пише во извештај. Значи, не, тука не може да е долго. И третата работа што сакам да го прашам, ствари, еве нека види трета, зошто не е во извештајот нигде напишано дека имаше субсидирање на падачката партија, дали под ръководство на СДОМ или на ваша инициатива, пред странот на господин Доставевски за негово освободување. И тоа беше настан, имаше таму шумирана луѓе, вие беше присутни таму, знаете, и јас таму шегам, а овде не пише, тоа не е настан. Ако е масовно собирање, Овече направо да сега, дали мужикарски или ръкометен, трябва да бъде човек по-мъдър, наверно трябва да има ориентиран. За това не станува никакво спор. Последната работа, що сакам да я потенцирам, е тоа што споменам моите колеги дека има критична пријава против Душо Илиевски за насување на телесно ощетување и таму, како велите, повреда на некој полицаец. Имав можност, имав прилика да прочитам тоа обвинение, кој што не сум нито експерт, нито вештак, освистка медицина, меѓутоа, таму како што пишува, човекот трябваше да заврши на болница немалку 2-3 месеци. Сето таму трябваше да биде. Што тоа беше опишано, а од друга страна, зашто сакам да направам споредба, има две случаи еден дојде клуб кој што сите знаеме овде, што знаеме го премолчавме, се не знам дали трябваше да биде во овој извештај напишан или во претходниот извештај. Дали што висок полициски функционер, значи висок полициски функционер од полициската станица од Битола, беше вербално нападнат, може би утре, не знам точно, судило наставно таму, трябваше да ми кажеше, во некој клуб, каде што во ниеден извештај не го прочитав. Или тој не беше душков лекарот, одгледувач на крави, не беше душков лекарот, одгледувач на компири, па за него нема критична пријава, нема никаква пријава, го нема во ниеден билтен, затоа што припаѓа на некоја друга структура на луѓе. Тие се моите забелешки кои што ги имам со овој извештај, не сега повеќе да зборувам, мислам дека бев доволно јасен и тоа жал ми е што не е тука командирот, може да ми го одговори. Благодарам.